Во духот на традицијата, боите и символиката што носи среќа и просперитет, вчера вечер се одбележа кинеската нова година со спектакуларна прослава исполнета со автентична атмосфера и неодолив шарм. Црвените фенери, златните декорации и мирисот на традиционалните специјалитети создадоа вистинско патување низ културата на далечниот исток. Гостите имаа можност да уживаат во богата трпеза, символични ритуали за среќа и впечатлива програма која ја долови магијата на овој голем празник. Екипата на Бекстејдж беше таму да ја забележи атмосферата, гламурот и највпечатливите моменти од оваа несекојдневна прослава. Ќе искористиме оваа прилика, славењето на кинеската нова година, годината на огнениот коњ, која што кинеските астролози предвидуваат дека ќе биде многу убава, лесна, позитивна за целиот народ, ќе донесе многу енергија, храброст, сила ќе ни даде на сите да ги оствариме своите желби, она што во годината на змијата не успеавме да го оствариме, бидејќи годината на змијата беше потешка, не се реализираат идеите, додека коњот ја има таа енергија и сила, особено оганот во него, прави да сите наши чувства и идеи дојдат на површина. Се надевам дека овие предвидувања конечно ќе бидат реални, односно годината на коњот вели немојте повеќе да размислувате толку длабоко, туку почнете да живеете. Тоа е пораката која што ние ја упатуваме до сите гледачи и морам да напоменам дека обединувањето на фамилијата, односно единството е она што е суштината на славењето на кинеската нова година. Таа вечер целата фамилија мора да се собере заедно, да ја прослават новогодишната вечер, да јадат традиционални кинески специјалитети, пелмени, риба, нудлси, кои што символизираат долговечност, просперитет, успешност. Секој специјалитет на масата има свое значење, а ние во нашиот ресторан имавме друштвени игри за нашите гости, каде што во еден од пелмените се криеше паричка и имаме срекни добитници, на едниот спрат еден, на другиот спрат друг, кои што се добија подароци и тоа значи дека следната година ќе биде берикетна за нив, исто слично како кај нас што се прави со лепчето. Имаме допирни точки во традициите и во обичаите, имавме многу топол амбиент, имавме преку 100 луѓе и многу сум срекна што заинтересираноста на гостите од година во година расте, а уште повеќе сум срекна што имаме стални посетители, што секоја година доаѓаат, бидејќи друштвените игри се различни, секоја година уживаат. Например, имавме надпревар со стапчиња, кој побрзо ќе фати традиционално кинеско благо, кое што е многу тешко за фаќање со стапчиња. Тука ја гледаме умешноста на работа со рацете, пробаат да зборат кинески. Имавме интересни демонстрации од нашите готвачи како се прави кинеска салата во живо, односно техниката на сецкање со сатар и зошто кинеската кујна е толку различна од нашата. Наздравувањето на кинеската нова година го правевме со традиционална ракија женшен, која што е позната во северниот дел од Кина и за разлика од нашата култура каде што се вика на здравје, во кинеската се вика на екс, односно камбеј. Така да сите наши гости мораа на екс да ја испијат чашата со ракија. Тоа беше интересно и забавно да видат еден друг начин на доживување на радост. Сите гости кои што учествуваа во друштвените игри се почувствуваа како да се заедно дојдени. Имавме зближување на многу различни енергии и возрасти, деца, до луѓе родени 54-та година и сето тоа направи да бидеме почестени и да се почувствуваме на вистина како да сме во Кина, бидејќи кога ја славиме кинеската година во Кина, токму вака се чувствуваме. Весело, убаво, нема игра, меѓутоа има дружба. Нема класично играње, сакам да кажам како оро. Имавме магионичар покането во нашиот ресторан кој што ги забавуваше гостите со карти и воедно откри дека потеклото на картите е токму од Кина и приказната малце подлабоко ја продлабочи. Затоа магијата што значи кога ќе се појавиме на маса и ќе го кренеме расположението преку игра. Исто така имавме покането харфа, музика во живо со харфа, каде што гостите почувствуваат таа енергија и инструментална кинеска музика во живо, меѓутоа која што смирува и нуди едно ослободување од стрес
и уживаме на многу различен начин од колку што уживаме во нашата музика. Мислам дека се што сакавме да опфатиме, приказни, пораки, убава енергија, се опфативме и се надевам дека во иднина ќе имаме за многу други фестивали и познати празници во Кина повторно вакви дружби. Јас ви честитам уште еднаш на прекрасната организација и ние како екипа овде одлично си поминавме и ви посакувам да ви продолжи уште долги години оваа традиција и прославувањето на кинеска нова година и ви благодарам што им овозможувате на македонците еднаш во 365 дена да имаат една поразлична вечер и да ја доживеат кинеската култура токму онаква каква што само тука можат да ја почувствуваат. Ви благодарам, Тања. Со музика, насмевки и позитивна енергија, прославата донесе дел од кинеската традиција директно во срцето на Скопје, претворајќи ја вечерта во вистинско доживување за сите присутни и за сите сетила.